Него македонец од Америка, македонец од Македонија, македонец од пример Австралија, од кај било. Нема диаспора. Точно така. Сега ме носиш малце на една друга страна. Сведоци сме доста време на социјалните мрежи, сите тие негативни работи кои се деградирање на македонската диаспора, на луѓето да што живеат надвор од Македонија, континуирано се деградираат, континуирано се вреѓаат. Зошто македонската диаспора е мета на омраза? Од кај потекнува ова омраза кон диаспората? Вака, не знам, јас сум размислила доста на таа тема и мене ме чудна на работа. Луѓето не сваќаат дека сме ние систем. Сме влезени во Matrix. Сме влезени во систем. Системот, машината не врти, не работи, не мели и нас не е јасно и секој ден паѓаме се подлабоко таа машина и се подлабоко. Што сакам да кажам со тоа? Омразата е смислена, изрежирано сценарио од душманот на македонскиот народ и македонците. Оние што истата таа неолиберална елита која не бриши упорно, не негира историја, негира постоење, не напиша 3 црти и така натаму. Мислиш дека и диаспората омразата е агенда од нивна? Агенда е нивна дефинитивно затоа што како работи системот кај нив. Кај нив системот работи на следен начин. Тие има толку многу стручњаци се инволвирани во тоа запослени кои ќе ти отворат една агенда, кои ќе тргнат на работа се оствари за нив. Тие не одат само на трчање на брзина нешто се направи, него инволвират луѓе, инволвират пари, големи пари, инволвират многу луѓе од психолози, од историчари, од како може ова да се оствари. Состанчат, договарат, изработуваат план и почнуваат со работа. Кај нас, од 2002 и 2003, кога влезе Сорос во Македонија, со тоа неговото отворено општество, медијата ја смена начинот на изразување во медијата во Македонија, телевизии, магазини, вестници и така натаму. И цело време кога ќе се трубе на работа, кои ќе се пуштат некои луѓе што треба да го направат тоа, тој се пуштени луѓе, тие се со сценарио луѓе, да почнат да пуштат такви моабети за овие да ги деградират луѓето од овие диаспората, овие од таму ако сакат нешто нека дојдат тука, а не од таму да ми трубат и вака така. И луѓето го прифаќаат тоа пошто е напумпана агенда. Нон-стоп се оди, се збора за тоа, се зборува. Што се случи после тоа? Се случи чараната револуција во Македонија, оттоаш веќе нагло почна да се деградираат македонците. Тоа е уште еден начин на сегрегација на македонците. Не делат по потекло, кај се наоѓа, мислам, по територија, дали е во надвор од Македонија, дали е во Македонија, не делат по политички партии, не делат по места кои кај доаѓа во Македонија, внатре Македонија, ова е Битолчанец, он е Прелепчанец. А сите македонци. А сите сме македонци. Ова од Источна Македонија, тој е бугарофил, ова од Западна Македонија, овој појќе со грците, ова е не знам, а сите сме македонци. И ова е еден дел, ова за диаспората што го спомнуваме како диаспора, од кај потекнува и така натаму, е еден дел од таа целокупна сегрегација на еден систем кој не мели. Намерно смислена, изрежирана работа, систем кој не мели. Тоа е интересна работа да се помисли човек дека може да биде сето смислена работа и дека се вреѓа и селеништвото во кој живее надвор. Ама гледај се, не можам сите да ги окривам, може да се работи например за одредена група на луѓе. За секоја чест не можеме има луѓе кои стварно ги разбират луѓето што дошле тука. Са ние дојдовме и сите како нас дошле од мака, никој не дошол овде за убо. Се спомнува муабетот или не напаѓат седете си вие таму или ако сакате нешто да кажете во Македонија, живеете тука со нас, па после кажувајте. Да. Зошто се употребаат овие стереотипи за се испровоцира селеништвото? Тоа тие се бирани луѓе, не се случајно дојдени од овој случајно го зборува тоа. Не, тие се бирани луѓе кои некој повлијатен ќе му го напумпа со мисли, дали преку социјални мрежи на Facebook ќе лупни некој како некни се имаше некоја напишано некој тип вика ова година слабо дојдоа македонците за да си направат завите тука и така натаму. Со завите и тоа е голем стереотип. Да, со зави ведемек. Јас само напиша вака, пример, него.
Му кажам, окей. Ако мислиш дека не смејаваш нас, него се смејаваш самиот. Прво, јас колку што може да приметам, ако почнеме веќе се враќаме и со други, јас колку што може да приметам, во Македонија луѓето имаат многу поголеми проблеми со забите, отколку ние што сме надвор, што барем ние ги правиме, тие не ги прават. Ама знаеш што, вика дека успешен, вика гастербајтер не ги прави забите во Македонија. Ве тоа не е за успешен, паметен треба да си. Овде ќе те кошта 10.000 австралиски долари, таму ќе те кошта 1.000. Паметен треба да си, не да си успешен. Успешен или неуспешен, за него, смешни се. Смешни му се коментарите. Јас акам одговорив на еден. Му кажам, окей, за тебе, значи, треба да ги направиме прво забите во кој кај е, во Америка или во Австралија, после да идеме во Македонија. Во ред и така може, не е проблем. Ама зошто да му дај некој, а овде во Австралија пример, да му дај 20 или 30 или 40.000 долари на некој си индиец да му ги направи забите, кога може во Македонија да му дај 10.000 да македонец. Македонец бе човече. И кај нас после не работеле бизнисите пропагаат македонците. Па ако не дојде некој да потроши пари, то некој од Македонија ќе плати 10.000 да поправи токава голема работа на заби во Македонија, многу тешко. Никогаш. Така. Тој забарот или тој другиот или тој третиот треба да работа, треба да прат пари од некаде. И да нив му смета тоа што ние ќе имаме таму, ќе му потрошиме пари и ќе му направиме бизнис. Јас правев моабети со пријателка во Македонија, во Битола. Беше многу пореална и затоа и правев моабети. Со ваквите инаку не сакам ни да правам моабети. Ми вика вака. Вика, ако ќе дојдете вие продавниче некој таму за чеври. Има дуќан. Вика, кога дојдете вие од странство, за тие 3 месеци што ќе направам пари, прометот, вика, ми треба да живеам со тие 3 месеци пари што ќе ги направам од промет во тие 3 месеци додека сте тука, треба да живеам цела година и да чекам да дојдете другото лето за да дојдете вие, затоа што не продавам ни една четвртина во остатокот од 9 месеци, не продавам ни една четвртина од робата колку што ќе продам за тие 3 месеци. И не само чевлите, кафичи, кафани се. Ова го за пример, да, како продавници за чевли. Сите продавници, без разлика што продават, сите живнуваат, сите работат, сите прават бизнис. Не сум партиски определен, ама ќе спомнам, ВМРО беше единствената партија што објави статистички во бројки колку пари на прилив доаѓаат од странство преку годината во Македонија. Скоро да беше државниот буџет на владата во една година, буџетот за цела година, толку пари годишно доаѓаат во Македонија. Кој пратени пари на роднини, кој замисли ти во Австралија, колкав е буџетот на државата, од некаде, од нигде, никаде некој да му дофрли, да му прилив, да му направи уште толку, уште еден буџет пари во Австралија што ќе биде во Австралија. Бум. Абе буџет 2-3 кузне колку е. Така. Огромни пари носат странците таму, македонците во Македонија, од странство. И тие уште ги деградираат и му се смејават. Мислам, катастрофално. Катастрофално затоа што, например, овде имам колеги, работам со англичани, работам со арапи, со индици, Шри-Ланка, имам грци, имам не знам што неам, окей, на работа. Ниеден од нив не е од диаспората. Сите, тој е грк во Грција и грк е овде. Ова е араб, дали од Либанон или од кај, е либанец и тука и таму. Не му прат никаква сегрегација. Само македонците се од диаспората. Само македонците се од диаспора. Ме му прат сегрегација, не само тоа, кога ќе таму се почитувани, бе. Ова е наш човек. Има проблем, има мака, отишо странство. Се враќа дома да го пречекаме да биде човек, да бидеме луѓе, да пречекаме тука пошто е наш човек. Поинаку гледат на нашите луѓе, на нивните луѓе кои се вратат во назад. Имам другари што се одват, имам другари либанци што се оди во Леванон, вика сум пречекан од сите, најпречекан, ме сакаат секаде кај да влезам во продавница, му сеќа дека сум во странство, ми нудат и поевтино и се само да бидам welcome во својата земја. А кај нас е обратно. Кај нас гледате заеви. А во овој на странство е, ако коштува 100 денари, а во странство е 150 денари. Абе, не е проблем за 50, разбираш? Добро, тоа може го има сегде, не е само во Македонија, може на Балканот сегде тоа раширено со тие непоштени работи, непоштено тоа веќе познати сме, да, познато е. Само знаеш што ме мачи мене? Најтипични стереотипи кои ќе се збора, например, кои ќе се отвори млобет на оваа тема, најтипични стереотипи се дојдете и живеете вие тука, па после кажувајте. Не знам, вие седете си таму, не сте македонци, па тоа боли бе човек да те наречи некој, нарочито твој човек да те рече ти не си македонец. Па јас сам, не знам, имав една моја снимка на мојот профил,
на Facebook профилот. Зоран Китевски, проверете ги снимките на неговиот Facebook профил. Во врска со тоа, прво да му објаснам луѓето, не баш лично за помала група на луѓе македонци во Австралија или за мене посебно општо зборов за миграција во светот, кај што требаше сами да се најдат во приказната, се најдеме сите кои македонците. Точно. Постоја, јас по моје мислење, миграцијата почна уште во наше Турско, да кажам, во 1900 година имаше луѓе што се замине во Америка уште тоа време и некој дојде во Австралија. Точно. Најголемата диаспора тогаш пред 100-200 години сигурно била негде таму во тие околните Цариград, Софија, ваму таму близко, а имаше и прекоокеанските земји, да, поретко, ама и доаѓа. Прадедо мој заминал во Америка само за споредба 1900-та во Минесота. 1900-та. Да, и прадедо мој имаше бидено во Америка. Ките само да не се оддалечувам од темата и за на крај морам да спомнам пошто почна цела ова тема со таа омраза која се сеј од страна на поединци, не можам да генерализирам за цела популација, за цело население. Значи доаѓа некоја омраза од матичната земја кон австралијаните овде. Се солат памети, али никако да се опре работата кај нас во нашата матична земја. Се оди надолу. И се добива печаток како ние овде да си ја сакаме земјата многу поќе од македонците, секоја чест за поединци, али од македонците кај нас во Македонија. Ќе морам да го спомнам тој протест кој се организира овде во Сиднеј. Кажи му на гледачите, пошто исто и ти беше присутен на тој протест, колку македонци се собраја овде во Сиднеј. Значи Сиднеј беше преокупиран од македонци овде. Колку македонци се собраја на тој ден? Бев на некој видео, што ги пренесува некои портали во Македонија, случајно ме фатила камерата, ме закачија таму некој видео и тогаш и на овие другите протести што беа покасно. Па бевме околу за Сиднеј се претпоставувало меѓу 150.000 120-150.000, Мелбурн 200.000. Само да спомнам за македонците, кај нас во Македонија колку е сакаат овие луѓе, не е колку е сака земјата, колку си го поштоваат своето кој сум јас како македонец во светот. Си го поштоваат своето. Сакаат да промовираат нацијата македонска како македонци. Ние постоиме тука, не има и толку сме излеговме. Од голема почит, пошто сме многу, многу интересна податок, што му полно луѓе не газат во ниво во Македонија, па и тука во Австралија што беа на протести. Некои ако приметија, дури полицијата што ги пушти колите, полициските коли, на тој ден на протестите да ги затворат тие некои раскрстици да можеме да поминиме и така натаму заради обезбедување, нормално е тоа, секогаш се случува секогаш кога има протести, мора да има полиција. Дојде полиција имаше дојдено со црвени и жолти коли во чест на македонското знаме, во чест на македонскиот народ во Австралија. Која вие во Македонија ќе добиете лукава чест од својата полиција, прво, не од туѓа. Второ, кој ќе излезат 200.000 во цела Македонија вкупно, не само во еден град. Што ќе ти велев? А му менат име, му менат презиме, му менат знаме и ги пишат во 3 коси црти. Толку можам да му кажам само. А не да ми викаат $10 за знамето. За да дојде полиција или било кој друг да направи чест, на пример, да ти укаже да ти браво збор луѓе што правите вие колку луѓе се собравте, за такво нешто значи мора прве народ да се собери. Тоа ми беше прашањето. Кога последен пат имаш видено толку многу народ во матичната земја? Не бе, човече, ете сега имаше протести ќе не булгаризираат, излегува 10-12.000 луѓе 2-3 дена и самата власт натре, мислам и опозицијата, пак не изработено сценарио, така добро изработена цела работа. На после третиот и четвртиот ден протести намерно стаја да се кулминира работата. На тие жешки дани луѓето да протестираат таму и објавија водечките партии што се прикачија на протестите да ме као тие ги организирале, а ние се одиме на одмор. И падна цел ентузијазам кај луѓето, падна моралот и поќе луѓето се појаве на протести, едноставно ги угушија протестите во Македонија. 2 милиони луѓе нека се соберат, ајде да речеме 50.000 нека се соберат на плоштад. Не мора од Скопје да се сите, нека бидат цела Македонија. Па да, ако може со автобуси партиски нека донесат и за вакви протести со автобуси, нека ги носат од други од Македонија. Точно, па ако нешто му смета, ако нешто во системот еве уставот, таа тема не ги има, пошто уставот е веќе 2 сати видео треба да направиме. Му сменват устав, му сменват ред други работи, ги понижват. 30 години не му се израдвавме на нашата татковина како што треба да биде секако една нормална земја. Завршна реч.
Завршна реч, поздрав сите македонци без разлика кај се, ова е поздрав од македонски. Дали си во Македонија, дали си во Америка, дали си без разлика месече македонски останеш. И не смееме да имаме омраза, мораме да имаме интеграција, мораме да имаме споени, мораме да имаме сплотени, пошто ако продолжиме овака, ни го искористија ова не интеграција што имаме, напаѓање меѓу други, да го дотараме до овој систем, во овој момент кај што сме сега, да не бришат, да ни бришат историја, да ни бришат се и се што. И нема да постоиме луѓе, не знам како да објаснам поинаку, ако продолжиме вака нема да постоиме за следните 5 години нема да постоиме. Дефинитивно. Палчо вика и ова вика македонски поздрав. Ова, прославен македонски. Ето така.